Историските факти се со променлив карактер во зависност од тоа кој како ги толкува. Особено кога се мешаат тавно и јасно, па локалните патриоти од МАК прават збрка со датумите и празникот на Југословенската, го прогласуваат за ден на Македонската република. Граѓани на општина Неготино, да ја дадам една информација, денеска е ден 29.11.2025 година, тоа е ден создавањето на Република Македонија, која е создадена уште од 43-44 година. Иако не е до крај јасно кое лето треба да се земе предвид, важно е да има нешто да се слави, но без оглед на годината, месецот или денот. Ништо не бива без тоа што е неопходно, за да се постеле асталот и да се наздрави. Без пари денеска нема ништо. И за жал парите не вредат. Значи, не се скапи. Парите се ефтини. Парите се ефтини. Тука е проблемот. Едно пакетче мастики, орбиту, пластика, некоја на бензинска пумпа се фрапирав. 3 пати го кажувам, не можем да го заборавам. 220 динара. Веројатно парите не се толку скапи колку што е животот, па е сосема разбирливо што единствените профитабилни работодавачи и компании се тие што се занимаваат со неговата друга страна, докажувајќи дека битката на еднината сепак не е на страната на наталитетот. Во нашите, во градските гробишта, обемот на работа се знае дека се повеќе се зголемува. Извештајот на погребалното претпријатие како и да е позитивен. Добро е што има јавни претпријатија со баланс на приходите и расходите, и навистина е тешко да се управува, особено кога по децении направен пат, наместо да ги спои, ќе ги скара жителите на две соседни села. И за друго, туку за патокас. Например, пат отнемал знак. И у собраќајниот проектор е знак Иловица, немал знак Штука. И луѓе собраа одредени дечки там кои беа од Штука, ујдеа на патот за Иловица, на знакот за Иловица, прачкаа там, испрскаа го со нешто. Пред тях луѓе 2 дена да чистат со бензин, со бензин, со резервувач, не излева. И купиеме знак Штука, што фалиш. Сега сме купили Иловица. Може би со слично средство за чистење е избришано и тврдењето дека некој станал нешто во Струмица, бидејќи откако со сите загради и огради беше поставено прашањето, името исчезна. Пред да кажам, не сакам Томе да биде сватено лично, јас го познавам добро и сметам дека е окей лик и немам ништо лично, само сакам да прашам, кој е секретар на општина Струмица, на официјалната веб страна strumica.gov.mk, пишува дека е Томе Марангозов, дали ги исполнува условите Томе кои се пропишани со закон. И на крајот, не баре ќе биде откриен тајниот код на Да Винчи, па со мраморење се забранува дискусија на темата. Ова прашање може да го доставите у писмена форма до општина Струмица и до градоначалник. Ова не е предмет на дискусија на совет. Друго? Писмено ќе ви одговори. Секако. И јас сметам дека Томето тука и дека би било пожелно да се каже. На седница не. Веројатно за некои одговори кои си физички пред очите на сите, не постојат доволно добри прашања. Едноставните устни одговори стануваат сложенки во писмена форма, само тогаш, кога зад некој Томе, Моме или Соме се крие некоја информација, која јавноста не треба да ја чуе.